Сава, него дознаваме искуството на адвокатите во однос на храброста, што ја спомена ти, колку всушност вработени имаат храброст да пријават неправилности на работното место, особено кога станува збор за безбедноста. Какво е нивното искуство, колку трае целиот процес, за сето тоа разговарам со адвокат Наташа Стаменова. Ета како изгледа процесот на самиот почеток, меѓутоа и колку се наметнува прашањето колку од нашите граѓани имаат храброст или се доволно едуцирани, ако може така да се каже, во однос на нивната безбедност на работното место, дали препознаваат дека никогаш е нарушена? Правата и одговорностите на тоа како работодавачите треба да ги заштитат своите работници во однос на безбедноста и здравјето при работа се утврдени во Законот за безбедност и здравје при работа. Колку работниците пријавуваат доколку немаат безбедност при работното место, можам да кажам дека е многу минимален процентот, односно пријавуваат откако ќе се случи некоја штета или некоја непогода за нив, по нив лично на работното место. Иако, согласно законот, работодавачот мора е обврзан на работниците да им врши обука најпрво при самото вработување нивно во таа фирма, да речеме, или компанија, при преместување од едно работно место на друго и при секое друго различно или да речем новитет во законодавството кој што треба работодавачот да им го презентира на работниците за да се заштитат при работното место. Процесот имаме две постапки, можеме да водиме граѓанска постапка, тоа е како надомесна штета, односно кога имаме работник кој што е повреден на работното место, тој може да се обрати до адвокат, кој што адвокат ќе поднесе до надлежниот суд тужба за надомесна штета, каде што ќе докажуваме дека безбедноста на работното место за тој одреден работник била нарушена и со тоа тој претрпел штета. Исто така има и кривична постапка, односно работодавачите кои што нема да ги почитуваат одлуките кои што се донесени во врска со безбедноста и здравјето при работа на работниците, можат и кривично да одговараат. Тоа е во кривичниот законник, така да јас ги охрабрувам сите работници вработени кај работодавачите, без разлика дали би се замериле или не би се замериле, бидејќи кај нас обично еве кога разговараме да речам со работниците, тоа е проблемот, дали би се замерил или не, се плашат од губење на работното место и така натаму, значи доколку видат дека безбедноста им е загрозена во средината каде што работат, можат да го пријават тоа во Државниот инспекторат за труд, кој понатаму носи решение, одлука и така натаму, тоа решение може да се искористи понатака во судските процеси, дали било кривична постапка или граѓанска постапка. И исто така би апелирала на граѓаните да ангажираат адвокат, бидејќи адвокатот ќе ги упати на кое место што да побараат, за да не, да речам народски кажано, лутаат по институции, точно кога ќе ги имаме сите податоци што се случило, после тераме постапката за нивна заштита или надомесна штета. Да, на прашањето зошто ретко се пријавува и зошто треба да се случи некоја непогода, како што истакнавте, веќе го дадовте одговорот дека често тоа е страф од добиен отказ на работното место или можеби предрасови од останатите колеги на работната средина. Но еве кога веќе имате случаи каде што се пријавени, каде што веќе тече постапка, какви се на крај, како се завршува сето тоа? Дали најчесто има позитивен исход? Значи најчесто е во полза на работниците, бидејќи претрпеле штета, се казнува работодавачот. Исто така можам да потенцирам дека сме имале и спогодбено завршени случаи, односно работодавачот спогодбено ја надоместува штетата на работникот, согласно со решението кој што го добил од инспекторот за труд и социјална политика, тој ги поправа недоследностите или што ги има, што треба да се поправат и се продолжува работата, процесот како што тече. Сега, дали понатаму му се запретува отказ на работникот, тоа може би да речам да враќаат работодавачите, меѓутоа сепак не треба да остане на она ајде ќе молчам, туку баш ги апелирам до работниците да се грижат, бидејќи една од обврските кои што тие ги имаат како работници и кои што е вклучен во Законот за безбедност и здравје при работа е
да се грижат за своето здравје и здравјето на останатите работници, така да тие имаат самите обврска да се грижат, па согласно тоа да постапуваат. Да, адвокатите во целиот тој процес се навистина клучна алка и освен делот кој што веќе го истакнавте дека за многу пократко време ќе се најде точниот одговор и начин, колку сте од важност во охрабрувањето, тоа што го спомнавме и на почеток, дека вашата стручност може да охрабри некого да не останува и понатака небезбеден на работа, односно да не ги премолчува работите кои што се закана и по здравјето во некои ситуации. Па да, видете, откако ќе го објасниме ние целиот процес на работникот, тој поблиску го сваќа како тече цела работа и дека има права кои што тој можеби до тој период не знаел дека ги има, ги содржи во законот. Видете, безбедноста на работникот е утврдена со Уставот на Република Македонија, исто така е утврдена со законодавството на Европска унија и со меѓународните конвенции, кои што сите ние ги имаме ратификувано во Македонија. Така да работниците мора да се свесни дека тие мора да бидат безбедни на работното место. Доколку ја немаат примено заштитата, тие слободно може да побараат да им се да не работат за тој временски период додека не им се обезбеди потребната заштита за работното место за кое што работат. И тогаш може слободно да ангажираат адвокат кој што ќе ги упати кај конкретниот член и закон, секој што може да му укажат и на работодавецот писмено да го известат дека јас не работам под вакви услови, мојата безбедност е загрозена. Наташа, ви благодарам за разговорот, се надевам дека се тоа некого ќе охрабри и разговорот беше од корист. Благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со адвокатот Наташа Стаменова во однос на безбедноста на работното место и колку всушност неправилностите се пријавуваат и се води цела постапка до самиот крај, додека едноставно не биде задоволена правдата онаму каде што е потребно.